Денеска сме овде на Мечкин камен да оддадеме почит на хероите и линденци кои овде ги положија своите животи и со тоа се вградија во сегашноста која сите ја живееме. Да се поклониме пред авторите на Крушевскиот манифест, документ напишан пред 114 години, но актуелен и денес. Дозволете да цитирам еден дел од него. Цитирам: "Елате, браќа муслимани, при нас, да тргниме против вашите и наши душмани. Елате под бајрако на автономна Македонија. Македонија е заедничка наша мајка и викат за помош. Елате да скршиме синџирите на робството, да се куртулиме од маки и страданија. Мили наши комшии, како турци, арнаути, елате при нас, браќа, да се слееме душите и срцата и да се спасиме, тание и нашата челјад и пречелјад да живеат мирно, да си работат спокојно и да напредуваат." Крај на цитат. Со ова водачите на Илинденското востание Никола Карев, Гоце Делчев, Даме Груев, Питу Гули и други знајни и незнајни херои покажале дека имале високо развиени цивилизацијски вредности и принципи за заедништво, толеранција и почитување на човековите права и слободи, без разлика на вера, етничка припадност, пол или социјален статус. Мислам дека сите ние кои денес живееме во ова наша заедничка држава, треба да бидеме горди што пред повеќе од еден век нашите предци зборувале и се бореле за слобода, за почитување на човековите права, за соживот и толеранција, за мултикултурно и мултиетничко општество. Почитувани пријатели, некој ќе рече дека од историјата не се живее. Тоа е точно. Меѓутоа, да не заборавиме дека историјата на своевиден начин ја детерминира и сегашноста, а и ние како поединци сме историски детерминирани. Токму таа историска детерминација, која се темели врз цивилизацијски вредности и принципи на првите илинденци, била мотивација, а јас би рекол и завет на македонците, албанците, турците, власите, србите, ромите, бошњаците и многу други во 41 година, кои повторно заедно со пушка во рака се бореле и се избориле за својата слобода, но и за победа врз најголемото зло на 20. век – фашизмот.